Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Во насока на зголемување на транспарентноста и вклученост на сите граѓани во политиките на развој на општина Македонска Каменица, во четвртокот се одржа форум на кој градоначалничката одржа расправа за општинскиот буџет за 2020 година. На форумот учествуваа граѓани, советници, представници од локалната самоуправа, представници на невладиниот сектор и представници на местните заедници, кои имаа можност да поставуваат прашања и да дадат предлози за општинскиот буџет. Ова е период во кој силно се насочивме кон создавање на нов систем на функционирање. Создаваме отворена и услужна општина за сите каменичани и градиме нов препознатлив имидж на општина која е партнер на граѓаните, институциите и приватниот сектор. Во изминатиот период, тимот од општината заедно со градоначалничката Стаменкова одржа средби со сите урбани и местни заедници. На ваков начин се слушнаа сите предлози на граѓаните со цел да бидат вградени во општинскиот буџет за 2020 година, а граѓаните активно да бидат вклучени во креирањето на политиките. Во таа насока беше и јавната расправа, при што градоначалничката соопшти дека буџетот е проектиран да ги задоволи потребите на граѓаните. Оваа средба беше и во функција на отчетност на општината за сработеното во изминатите 2 години. Градоначалничката ги спомна сите проекти кои се остварени, но и долговите кои морале да бидат вратени. Заради подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, изградени се локални патишта, тротоари и паркинзи во градското подрачје. Големи вложувања има и во областа на образованието, што е од посебно значење за задржување на младите во Каменица. Комплетно е извршена изградбата на новото повеќенаменско игралиште во школскиот двор на средното општинско училиште Миле Јаневски Џингар, каде е поставена најсовремена стандардизирана спортна подлога и опрема за кошарка според ФИБА стандардите. Исто така повеќенаменското игралиште е осветено за ноќно користење и целосно е завршена изградбата на заштитната окрасна ограда во школскиот двор во училиштето. Значително ја подобривме енергетската ефикасност во основното училиште Свети Кирил и Методи. После 35 години за прв пат целосно е заменета надворешната фасадна столарија на приземниот дел и системот за парно грејење во училиштето кое што беше рак рана. Спортската сала во основното училиште Свети Кирил и Методи доби нов теренски под, а во моментот е изберен и изведувач за реконструкција на трибините, а до почетокот на второто полугодие ќе биде целосно заменета и надворешната столарија на салата. Со тоа исполнуваме една програмска определба, едно ветување пред младите дека целосно ќе реконструираме спортската сала која што ја користат сите спортски здруженија и служи за и меѓународни домашни надпревари. Буџетот за 2020 година беше усвоен на 27 декември и е во висина од близу 300 милиони денари. Најголемите капитални приходи се планирани по основна експлоатација на минерални суровини во висина од 123 милиони денари. Со овој буџет за прв пат во општина Македонска Каменица се предвидени средства за енергетска ефикасност на јавни објекти во висина од 1 милион денари. За изградба и реконструкција на улици и патишта во општината се предвидени средства од 48 милиони денари. За изградба на водоводи и системи за снабдување се издвоени 10 милиони денари, а за инфраструктурно уредување на индустриската зона во Каменица се предвидени милион денари. За уредување и доградба на кеот на Каменичка река ќе бидат издвоени 15 милиони денари. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.